А она што секогаш после 10 часот и после вестите во 10 часот го правиме утрински брифинг, се вклучуваме во собранискиот брифинг со нашата колешка Весна Велкова, која и денеска има интересен соговорник, ако не се лажем, тој е представник на партијата Алтернатива. Весна, добро утро. Добро утро, Ордановски. Така е, гости на ова утро со мене е координаторот на пратеничката група Коалицијата Алијанса и Алтернатива, господинот Скендер Реджепи. Значи, одавна јавноста нема слушнато ништо за законот за државјанство, што се случува околу него и дали е во собраниска процедура. Тоа ќе ни биде главната тема, но секако и сите оние актуелни теми, нели имаме вистински соговорник да ни даде одговори за сите оние актуелни теми што се сега присутни нели во јавноста. Тоа е законот за легализација на дивоградбите, потоа на иницијатива за референдум за дигитализација на учебниците, и јавноста треба да остане со нас, нели, за да ги слушне одговорите од господинот Реджепи. Добро утро, господин. Добро утро. Да. Ајде, слушнавте веќе најавата, значи имаме соговорник кој се надевам те ни ги даде вистинските одговори. Ќе видиме. Да, така е. Во јавноста голем интерес предизвика законот за државјанство и веднаш што е договорено? Каков закон ќе имаме сега? Дали е веќе во собраниска процедура? Така, накратко, законот за државјанство беше наша предизборно ветување кон граѓаните дека во првите 100 дена ќе ги поднесме било да сме дел од власта или од опозицијата. Согласно тоа дека како дел од опозицијата го поднесовме тој предлог закон и воопшто не очекувавме да се исполитизира. Се исполитизира крајно од сите политички фактори и од власта и од опозицијата, што не натера да дојдеме во ситуација да ги блокираме законите кои што идат како реципрочно однесување на блокадата што ја поставија другите. Меѓутоа наидовме на, би рекол, нашиот притисок донесе успех и власта седна да си најдеме начин како да... Да, се одржа една лидерска средба, па потоа неколку така се одржа и на крај дојдовме до една рамка во која што новите измени на предлог законот се веќе во комисиска процедура. Утре би требало да се одржи состанокот на комисијата. Тоа така беше договорено оваа недела да се одржи и за да дојдеме креднаш за секој да решаваме работи. Од тоа што е договорено, значи нормално, ние уште цело време сме изјавувале дека нашиот предлог закон не е по секоја цена не променет. Значи сите членови се променети, може да се така, за се може да се има компромис за промена, колку да биде нашата цел усвоена, а тоа беше граѓаните кои што во државата се на илјадници нив без статус на државјанство, на нив да им биде решен тој статус. Ние тоа го баравме. Согласно сите меѓународни фактори, не сме во држава и во светот да има еден граѓанин без државјанство. Кај нас има на илјадници такви. Значи тоа баравме да се реши. Веруваме дека сме на добар чекор тоа да се заврши. Сведоците нема да бидат дел од новиот закон, меѓутоа ќе бидат доброто решение било каков документ што поседувал граѓанинот кој до објавувањето на независноста на Република Македонија тогаш, кои живееле во Република Македонија, било каков документ. Може да е свидетелство, здравствена книжка, може да е платен данок и фактички некаде 17-18 документи во кои што може да ги поднесе тоа што се докажува дека граѓанинот на вистина живеел во Република Македонија, да му се даде државјанството. Тоа е добар чекор. Второто, оние кои што би требале да барат по природување, место 8 години, сега 7 години ќе биде нивното барање. И другото што е доста битно, овие се преодни одредби кои ќе важат за 3 години. Значи за 3 години сите граѓани кои живееле до независноста на Република Македонија во територијата на Република Македонија, доволно време е за да си ги докажат своето постоење тогашно и тие да бидат дел од државјанството на Република Македонија. Така, испеглани се разликите. Да, начелно се е договорено, и верувам дека ако доаѓа во комисија, не би требало да има од никого пак политизирање. Ако има политизирање било од опозицијата, тогаш ќе констатираме дека навистина пак е во сооднос со власта.
Така. Веднаш ќе преминем на второто прашање, а тоа е неизбежниот закон за легализација на дивоградбите. Каков е ставот на Алијансата? Мислам дека не го поддржавте овој уште закон. првиот пат. Зошто не е поддржан и еве сега некако владата ги презема во своји раце сите оние постапки, па ми се чини дека најавува дури јавна расправа нека. Така, реално е дека во сите нормални демократски држави постојат детални урбанистички планови. И во тие планови нормално се предвидува како треба да се развие одредена општина или град или било кое населено место. Ние имавме еден веќе, ако не се варам, 2011 закон за легализација на дивоградбите и тогаш беа некаде 7-8 милијади, не ме држите за збор, објекти кои требаше да се легализираат. И место да се одржува воспитни мерки околу тој закон, што до сега требаше да нема други дивоградби, сега се зборува за преку 50.000 дивоградби. Значи тој закон не носил плод и овој истиот нема да носи плод, доти даваме зелено светло на секој граѓан на оваа држава гради било каде, оти за неколку години ќе дојде нов закон што ќе ви го легализираме, без оглед на тоа што го руши и угледот, извинете, на деталниот урбанистички план на општината или градот. Затоа ние сматраме дека е непотребно да се држи ваков, да се донесе ваков закон. Таквите поединечни случаеви може да се решат на ниво на општината или на ниво на местото на кое е населеното место, за после да не се дозволува злоупотреба на 50.000 стамбени објекти за предизборни цели. Значи тоа нема да си го дозволиме, барем не од наша страна. Власта веќе најавува, односно министерот Бошварски, дека наводно ќе направат отстапки и нема да се легализираат оние дивоградби во заштитените подрачја. Пак треба тоа да се види крајот како ќе биде. Самиот факт дека тие сакат до 8, значи во текот на овие до 8 јули да се донесе пак истиот закон, да се изгласа, значи тие овие шминкања нема да им поминат. Ние рачунаме дека се шминкање околу законот, целта е да се легализира толку голем број на објекти кои што реално се гласови и кои што во предизборието ќе придонесат доволно. Еден својн тука има во кој се сите оние што дивоградби што биле во судски постапки, предмети и тоа да прекине. Така, јасно, значи ние бараме овој закон ваков да не се донесе. Нека се дава можност да дават допринос сите политички партии да се донесе консензуално. Со тоа што ќе се направи огромна селекција на градби кои што ќе го нарушат угледот на одредена населено место и градби кои што може нема да имат значај, а може да биде легализирано. Се додека не се донесе консензуално решение, веруваме дека само е предизборен поен за власта за толку голем број на објекти. Морам да ве прашам и за министерката Шехпаска, очекува оној закон за удење во пензија од мажи со 64 години и жени со 62 години да биде наскоро деблокиран во собрание, бидејќи е блокиран со 482 амандмани. Се зависи од законот за државјанство. Доколку утре тоа се реши сиот спор околу закон за државјанство, ние ќе деблокираме апсолутно сите закони кои што сме ги блокирале, согласно реципроцитетот што го доведовме во прашање. Сакав да ве прашам, нели ова се све актуелни граѓански теми кои нели во јавноста така имаат поголем интерес за онаа иницијатива за референдум за законот за дигитализација на учебниците? Ние и јавно сме кажале како коалиција дека сме против дигитализација на учебниците од причина што нашето образование е далеко од европското, а тоа се докажа за време на пандемијата, онлайн наставата, во која што жалосно е, воопшто немаше настава, сведоци сме, сите имаме деца, гледаме како тие ја следеле наставата и дигитализацијата ќе биде апсолутно непотребно во оваа ситуација. Прво, треба да се донесе тој предлог закон, да се даде во можност на јавна расправа да се дискутира, да дадат свој допринос сите интелектуалци од сите сфери, да дават свој допринос луѓето кои што навистина знаат како треба да се воспитува едно дете и на таков начин на крај консензуално да се донесе еден предлог закон, а не вака како што предвидува власта со знаменце, европско знаменце, сака да го европски закон со европски стандарди, сака да го наметнат. Тоа е крајно злоупотреба на европското знаменце.
Не може да се злоупотреба европското знамице за еден предлог закон во кој што има толкава реакција од граѓаните. Имате реакција од наставниците, имате реакција од родителите, имате реакција од самите наставници, од самите ученици, па и општо во јавноста. Значи во такви реакции никаде во Европа тој закон не би се донел по кратка постапка. Туку ќе се дава, нека се држи јавна расправа, нека се дат мислење. Но некои земји веќе почнаа со дигитализација. Да, ама тие многу далеко од нас. Тие уште немат населени места во кои што нема интернет и онлайн наставата била недостижна за нас. Кај нив преку телевизија уште не гледат настава. А кај нас такво нешто се нудеше. Од причина што немат интернет населени места, не може да се вклучат онлайн, а не можат физички да одат во училиште, така што тие над нив требаше да им се сервира одредена настава, за тие да го гледат во телевизија, па тоа крајно ниско. Ако сакаме да бидем дел од Европска Унија, ние треба да си го докажеме тоа на со европски стандарди. Обезбеди интернет бесплатен секаде во државата, обезбеди услови да да имат лаптопи или компјутери или таблети, не е битно што секој ученик бесплатно пак од државата, исто како што беа учебниците, а меѓутоа учебниците никако да ги исчезнеме од масата на учениците. Но, на таков начин ние правиме катастрофа. Ќе имате, они ќе навикнат учењето со ученици до трето деление, ќе имаме такво, ова е пилот проект пилот проектите кај нас никогаш не успеале. Затоа рачунаме дека прво треба да се даде опширна расправа меѓу сите сфери во државата, да на крај консензуално да се донесе не политичко решение. Вака министерката со власта нуди политичко решение за да се донесе овој закон. Нема да биде успешен, сигурно, меѓутоа и со тоа што ние сме се задолжили дека во времето кога ние ќе бидеме во власт, ќе ја преиспитаме, ќе го симнеме тој закон од дневен ред. А министерката Царовска го тврди сосем спротивно. Она жена за све, значи успешна во социјала, успешна во образование, веројатно утре ќе ја носат во медицина и така не бевме успешни таму сега. Тоа е друго. Добро, тоа е цел проект на Министерството за образование. Да преминеме на последното би рекла прашање. Денеска во Македонија е министерот за европски прашања на Германија, господинот Михаил Рот. Ќе се сретне домаќин ќе му биде Нели Никола Димитров. И целата ова посета е во пресрет на јунскиот самит на Советот на Европската Унија за општи работи. Ќе се разговара за надминување на предизвиците и изгледите за усвојување на преговарачката рамка со цел одржување на првата меѓувладина конференција со Европската Унија. Како што стојат работите сега Македонија и Бугарија, ќе добиеме ли ние нова? Тешко, значи, ако гледаме реално работите, власта ја утна работата уште првиот пат, кога се нудеше, знаците од Бугарија беа донесени уште 2017 дека има наговестување за блокада и никако тие да се освестат нашата власт, зборувам, за да викнат лидерска средба, да најдеме заедничко државно решение, за да ние утре имаме заеднички став, со што нормално, без да се политизира по медиумите, би можело да се искористат сите дипломатски средства, за да се влие во Бугарија, тогаш зборувам. Откако веќе е испласна све во медиумите, и бугарската страна тешко да отстапи од своите целеви, нарочито што тие веќе имат проблеми со власта, со техничка влада функционират, затоа сматраме дека тешко ќе се дојде такво решение. Кривицата ќе биде почетна во нашата власт од тоа што сакајќи да ги придобивките да ги напишат само за себе, за првиот пат кога настојувавме да бидеме во такви разговори, блокадата на Бугарија, целата вина ја фрлија прво кон Бугарија, па сега фрлат камења во Европска Унија. Па стандардите и законите во Европска Унија постоеле уште порано, тие таму се знае дека консензуално се одлучува. Ние сме требале да одлучиме да искористиме секој дипломатски метод, секој дипломатски човек, интелектуалец во Запад, за навремено да врши притисок кон бугарската страна за да имаме решение. Мислите дека некој сте, например, доколку вие и ВМРО би го решиле овој проблем со вакви барања од страна Бугарија со македонски идентитет и јазик? При секое барање има решение.
Значи, секојаш треба се слушнат вистинските проблеми кои се зборени на ниво на двете влади, што никогаш јавно не ни се кажани сите детали, и во таков случај верувам дека може да се најде решение. Не може да останеме во милост на една Република Бугарија, сите 2 милиони граѓани колку сме тука. Обавезно би се нашло решение. Ке се искористат сите фактори меѓународни за да се изнајде решение. Има начин Европска Унија како да ги убедува власта во Република Бугарија за да се изнајде решение. Меѓутоа, нашите не знаеле како да се постапат кон Европска Унија првенствено, па после во преговори кон Бугарија. Тие знаат што одлучувале првиот пат, што никогаш јавно не го обелодонија, и сега бугарите се држат на тој прв договор и реално дека ние како граѓани, зборувам, не како политичари, уште не знаеме што преговарале и договарале нашата власт со власта на Бугарија. Морам сега малце и едно политичко прашање. Во јавноста веќе слушна дека на локалните избори Алијанса и Алтернатива ќе одат заедно, но до каде се преговорите со ВМРО ДПМН? Не сме ни почнали. Значи, начелно ние сакаме да имаме соработка или со ВМРО или со ЛСДМ, значи СДСМ, значи сакаме да имаме соработка, меѓутоа да ги гледаме реформирани. Не би сакале да имаме соработка со едно ВМРО во кое што гуреевизмот уште владее меѓу нив. Со едно ВМРО во кое што 27 април ги сматрат како несречни, не знам како случаите во време кога имаше настојување да се ликвидира лидер на политичка партија. Значи тоа ќе е повише од тероризам. Едно ВМРО која нема да ги избрише делата на Груевски, тогаш тешко ќе имаме соработка со нив. Исто и важи и за едно СДСМ, кои што дојдоа на власт со обеќања за граѓански концепт, меѓутоа и зема огромен број гласови кај албанците и реално испадна дека и нивеле сој концепт, затоа сматраме дека треба на вистина да бидат реформирани за да наоѓаат соработник во нас како коалиција. Секогаш на крај испаѓаат некакви изненадувања, јавноста обично е навикната на секакви изненадувања. Многу ви благодарам за разговорот, благодарам и на вас. Студиова беше нашиот разговор со координаторот на пратеничката група на коалицијата Алијанса и Алтернатива.